разбираме. Значи, пред се и над се му благодарам на Бога, што во овој јунски 29 крајот на месецот јуни и полека го очекуваме јули и навистина кога температурите се високи, но еве Господ не благослови со едно пријатно ветерче, сигурно го чувствувате. Јас длабоко во себе го чувствувам и го разбирам и како благослов. Му благодарам на Бога за тоа што денеска се собравме тука и ви благодарам и вам, браќи и сестри, драги пријатели, што еве одвоивте од вашето време и се собравме сите тука на ова заедничко сведоштво за семејството. Како што и сите овие изминати денови говоревме и јас и сите оние кои беа во тимот да го организираме овој настан, сведоштво на семејството, а тимот го нарековме Сојуз за живот. Сите ние говоревме дека ние се собираме на овој настан, на ова сведоштво, не со цел да бидеме против некого, туку со цел да засведочиме, затоа што во животот е најбитно, најсуштински да се сведочи она што навистина го разбираме дека е вистинско, дека е живо одржливо и живо осмисливо. А нема ништо по-живо осмисливо, по-живо потикнувачко, по-живо одржливо од бракот и семејството. Затоа сите ние сме тука собрани да испратиме порака до оние кои имаат моќ да одлучуваат во оваа наша држава, до моменталната власт и до останатите власти што ќе доаѓаат во оваа наша држава, дека ние како граѓани и како верници од сите традиционални верски заедници тука во Македонија не се согласуваме, не го прифаќаме процесот кој го гледаме дека се одвива во западните земји. Процесот кој има за цел да дојде до редефинирање на бракот, до редефинирање на семејството, до редефинирање на полот и родот. Почитувани браќа и сестри, драги пријатели, ние како граѓани на Македонија и како верници не се согласуваме со тоа и затоа се собираме тука да испратиме порака, но и да испратиме загриженост, затоа што ние ги гледаме последиците од сиот тој проект и од сиот тој процес кој се одвива во западните општества, процес, како што реков пред малку, кој има за цел да го редефинира семејството и бракот. Последиците ги гледаме и сите усилби на сите здрави, благословени сили на Запад, кои сериозно говорат, како од верските заедници, така и интелектуалци, говорат за овој сериозен предизвик со кој се соочува човештвото. Ви благодарам што одвоивте време да учествувате во ова наше сведоштво. Секој одвоил час, два, три, не е битно колку, слава на Бога, но ова одвоено време е ваша жртва, но и порака дека ние, како граѓани на Македонија и како верници, сериозно застануваме против овој процес. И не само што ќе ги сведочиме нашите вредности, туку и ќе се бориме тие вредности да бидат такви како што ги живееле нашите предци и со Божји благослов ќе ги живеат и следните поколенија. Благодарам до вас, благодарам до вашата жртва, до вашата љубов. А сега, затоа Македонија, организирани преку граѓански невладени организации и движења, и сите ние, а ги има 19 ги прочета после сестра Валентина, сите ова организации кои влегоа во овој Сојуз за живот, сите про-лайф организации, сите организации за живот. Значи, ние сите се удруживме во Сојуз за живот, затоа што сите ние чувствуваме и како граѓани на Македонија, и како верници загриженост околу ова прашање. Секојдневно суштост во рамките на незината невладена организација Лидија, срце што плаче, чука. Добро, срце што чука. Секојдневно таа говори за проблемот на абортусот и секојдневно преку сведочење на вистинските животни вредности ги мотивира жените да не го убиваат плодот во својата утроба. Ја повикуваме Светлана да се обрати. Многу во името нашите срца на вистина плачат кога еден бебешки живот ќе биде загубен во абортус. Што можете да направите за да
промовирате мир во светот. Отидете дома и сакајте го своето семејство. Ова се зборови на мајка Тереза која што таа ги црпи од својата омилена книга Библијата. Ова е книга што е учебник за љубовта. Ова е книга што е учебник за формирање на едно здраво семејство со здраво потомство. А толку здравото потомство се раѓа во еден дом што е исполнет со љубов и со мир. Семејството е место каде што детето се чувствува најсигурно. Место каде што жената се чувствува најсакана и каде што мажот се чувствува најкорисен. Тоа заедништво на родител и на дете е јадрото, е сршта на секое едно општество. Татковци, вам ви се обраќам денес. Вие сте хероите на вашите синови и ќерки. Вие сте оние што треба да им влеете самодоверба на вашите синови. Храброст дека може да ги извојуваате и најтешките битки. Вие сте оние што на своите ќерки треба да им дадете пример како треба да изгледа нивниот идеен сопруг, како треба да се однесува со тоа што ќе ја љубите нивната мајка безусловно. Татковци, вие сте заштитниците на вашите семејства. Мајки, вие сте алката што ги поврзува сите членови на едно семејство. Вие сте личноста што на својот син ќе му каже каков човек треба да биде. Да израсне во силен и храбар маж. Вие сте најдобрата пријателка на вашата ќерка и вие сте подкрепата на вашиот сопруг. Вие всушност мајки сте столбот на едно семејство. И токму затоа вашите деца, идните генерации на ова општество, треба да учат од вас како да постанат подобри граѓани на Република Македонија. Со нашето семејство ги делиме и радоста и тагата. Заедно се соочуваме со предизвиците, но како семејство заедно ги создаваме и среќните моменти. Нашето семејство е нашата сигурна зона. Затоа денес, кога нашето семејство и нашата иднина се во опасност, ајде да се запрашаме кои се нашите приоритети. Која е нашата цел? Здраво семејство и здраво општество? Да го зачуваме традиционалниот брак меѓу маж и жена, да ги учиме нашите деца на вистинските морални вредности и да не им дозволиме доброплатените пропагатори на блуд и на изопаченост да им ги поматат умовите. Да не дозволиме неколкумине што не знаат шта са собом да ни наметнуваат нови норми и правила. Да не дозволиме да влезат во училиштата и на нашите деца да им покажуваат изопачености. Да не останеме неми пред поганите зборови што ги упатуваат и да не останеме со наведнати глави, туку храбро да истапиме напред. Од денес, од овој момент, нашиот глас е посилен, нашиот став е потврд. И оној што е во нас, Бог што е во нас, е многу посилен. Бог не создаде нас, го создаде и нашето семејство. И никој не може да ни го одземе тоа. Затоа што Бог е моќ и тој го има последниот збор. Затоа дури денес стоиме овде и испраќаме силна порака. Не ни го чепкајте семејството. Не ни ги чепкајте децата. Бракот е меѓу еден маж и една жена. Како би ќе остане. Семејството е сршта на нашето општество. Нема да дозволиме да ни го поганите. Ајде да го заштитиме нашето семејство, да ја заштитиме Република Македонија.